Ценети колеги министри, почитувани генерали и амбасадори, почитувани представници на одбраната од Југоисточна Европа, ценети гости и пријатели. Представува навистина чест и привилегија за мене и за Северна Македонија и на нашето министерство, што сме домаќини на 7 состанокот и што можеме да им посакаме добри дојде на министрите за одбрана и експертите за одбрана од Југоисточна Европа заедно со Европската Унија, Обединетите нации и Раквијак. Ние живееме во време на кризи. Од непосредниот предизвик на пандемијата со COVID-19 до надвиснатата екзистенцијална закана од климатски промени, сите наши земји и светот се борат со масивни глобални опасности, уште повеќе вложени со намалувањето на довербата во институциите и до извесен степен до самиот демократски процес, но исто така и од кампањите за дезинформации кои што се случуваат во нашите земји. Покрај тоа, додека ние разговараме за унификација и глобализација во последниве 2-3 децении, се развудивме во свет на уште поголеми поделби со големи периоди на нестабилност и несигурност. Трите големи сили на нашето време – технологијата, дигитализацијата и климатските промени – се забрзуваат сите во исто време. Овие забрзувања ја трансформираат и политиката, одбраната, чувството на и сваќањето на стабилноста, исто и геополитиката, нашите заедници и работните места. Дигитализацијата на кризите и на конфликтите стана факт практично во секој регион и секој град. Хакирањето, злонамерните софтвери и лажните вести се повеќе го заземаат местото на авиони, бомби и ракети. Сајбер просторот им дава моќ на сите наши непријатели, особено на непријателите на демократските земји и ја предизвикуваат нашата безбедност со само еден клик од маусот. Просперитетот на една земја, нејзината безбедност и иднина зависат од способноста на креаторите на политиката да направат една визија за долгорочна иднина, да ги предвидат краткорочните настани и да ги искористат овие проекции, да размислат за сите различни прашања, тргнувајќи од буџетот, планирањето, одбраната, но исто така и големата стратегија. Навистина не е тајна како владите треба да реагираат во време на криза. Тие мора да реагираат брзо, бидејќи проблемите честопати растат многу брзо експоненционално. Тоа значи дека е многу важно да има рано дејствување, а секое одлагање има катастрофални последици. Тие мора исто така да бидат и адаптибилни, да дејствуваат мудро, меѓутоа третата состојка која што ние треба детално денес да ја разгледуваме, тоа е елемент кој што може многу да го олесни, да го направи поефикасен кризниот менеджмент, а тоа е потенцијалното за сојузи, регионална соработка и вистински пријателства и партнерства меѓу нас. Како еден наш поранешен колега што изјави еднаш, историјата е јасна. Земјите со сојузи може да одат напред и да се развиваат. Тоа ние го посакуваме за нашите земји и нашиот регион, да им дадеме на нашите граѓани можност да се развиваат дури и во тешки времиња како што е денешново. Тоа е тоа што не соединува денес во Скопје. Надежта, очекувањето, но исто така и одговорноста да ги приближиме уште повеќе нашите земји заедно како влог во нашата безбедност и стабилност во регионот. Ви благодарам што денеска сте тука со нас да го сториме тоа. Дами и господа, дозволете сега да го продолжам говорот на македонски, така да ќе ве замолам да ги искористите вашите слушалки за превод, бидејќи мислам дека е важно да зборуваме и на нашите граѓани, на нашата јавност и да објасниме зошто 7 е иницијатива што има потенцијал. Овој собир на министри за одбрана на Југоисточна Европа за прв пат како членка на НАТО алијансата. Желбата да се приклучиме на најмоćниот воено-политички сојуз во светот беше консензуална и датира од првите години на нашата независност. После 30 годишен маратон, исполнет со подеми, но и со успони, со суштински реформи, но и повремени разочарувања, па и назадувања, членството во НАТО беше успехот на оваа генерација
ветувањата да ги претвори во дела. Да покаже дека имаме знаење, искуство и капацитети за стратешки одлуки. Да покаже дека нашиот збор вреди, а дека нашата сила ја зголемивме како држава поради капацитетот да создаваме сојузници. Но членството во НАТО во ниту еден момент не значеше дека го губиме интересот за нашите соседи и за нашиот поширок регион. Напротив, денешната средба е директна потврда на заедничкиот интерес да создаваме и да развиваме пријателства, да ги јакнеме не само нашите лични контакти и знаења, туку и да ги јакнеме нашите институционални врски и особено довербата помеѓу нас. Пандемијата и климатските промени кои резултираа во природни катастрофи, како што беа пожарите и поплавите, ја одбележаа и последната година. Лажните вести и дезинформации продолжија да го оптоваруваат целиот наш регион. Мигрантската рута која што се протега токму низ нашето соседство и низ нашите држави останува постојана закана. Хибридните и сајбер заканите, ниту едно од овие прашања кои што ги наброив, нема да се реши само од себе. Климатските промени се повеќе ќе го земаат својот данок, дури и ако владите на вистина ги превземат обврските и ги реализираат обврските кои што ги превземаа на сите последни состаноци на највисоко ниво. Поплавите, пожарите, земјотреси во одредени делови од нашиот регион, немаше држава во овој состав во кој што денеска сме собрани, што во изминативе неколку години не беше погодена од една или повеќе од вакви катастрофи. Многу лекции научивме во текот на овие премрежија, но една од најважните беше дека низ овие кризи нема да можеме да се справуваме и да поминуваме сами. Колку и да е опремена една држава со современи противпожарни или друг тип на единици, не може сама да се бори против најголемите огнени стихии. Истото важеше и за поплавите и за сите други кризни состојби, вклучително и онаа предизвикана од пандемијата. Сите го гледавме страдањето на нашите пријатели во Албанија, Хрватска, Србија, Турција, Грција, Италија и многу други држави во регионот. И ние лично во Северна Македонија се уверивме во тоа ова лето кога бевме сериозно погодени, можеби на најсилен, најинтензивен начин од пожарите. Ги активиравме не само цивилните, туку и армиските единици. Сите армиски сили беа искористени ни за гасење на пожарите, а нашите армиски хеликоптери беа секојдневно на терен и даваа навистина се од себе. Но тоа не беше доволно за да се заузда огнената стихија. Да не беа нашите пријатели од Словенија, Србија, Романија, Бугарија, Австрија и Црнагора, сите денеска присутни на оваа маса, последиците од овие катастрофи навистина ќе беа значително поголеми. Дозволете ми и овој пат да се заблагодарам на сите вас кои што понудивте и обезбедивте помош. И сакам да споменам дека она што черменот, она што председавачот со седницата, господинот Јорданов, го спомна, е навистина точно. Тој кажа to know each other before we need each other. Да се познаваме пред да си требаме. Да не познавав еден голем број од министрите кои што се присутни, оние кои за жал не се присутни со нас, и во рамките и од состаноците на регионално, но и од состаноците на НАТО ниво, многу тешко ќе ни беше да ја добиеме таа помош брзо и навреме. Да не беа врските помеѓу нашите премиери и председатели толку силни, многу тешко ќе можевме да се организираме во кризни состојби. И затоа овој состанок после долги години VTC и Zoom навистина ни дава шанса да се запознаеме подобро и да бидеме подготвени следниот пат кога ќе се случи криза, да ја покажеме истата и уште поголема солидарност. Затоа она што очекуваме и се надеваме од овој 7 состанок е акција, драги колеги. Ние сме одговорни за безбедноста на нашите граѓани, и како министри, и како влади. Ние и честопати нашите армии се на првата линија на одбраната на сите овие нови типови на војни. Наспроти себе честопати имаме невидлив непријател, без опрема, но многу често помоќен од нас.
Непријател кој, ако навреме не донесеме политики, одлуки и не создадеме вакви сојузништва, нема да можеме да му се спротиставиме и тој ќе ни ја одземе и храната, и водата, и енергенсите неопходни за современо живење. Токму затоа и НАТО алијансата и овде присутната Европска Унија се погласно зборуваат за потребата од зголемување на отпорноста во нашите општества. Се повеќе зборуваат за подготвеноста на нашите институции за одговор на сите видови кризи, како и за подготвеноста на нашите армии да дадат поддршка на цивилните структури. Отпорноста во општеството е првата линија на одбрана. И денеска се надевам дека и од дискусија ќе преминеме на конкретни чекори како да ги зајакнеме овие карактеристики. Ова е сфера во која што треба да работиме во следниот период и сметам дека како регионална организација СЕДАМ може и треба да даде придонес во овие напори. Потребно ни е итно зајакнување на регионалните капацитети, системи и процедури за кризен менеджмент. Имаме механизми, имаме алатки, но тие сите можат да се искористат поефикасно. Имаме воспоставено механизми дури и за размена на информации. Сега добивме искуство и од заедничкото работење на терен, а имаме и канали за размена на научените лекции и најдобрите пракси. Нашето искуство и во рамките на НАТО инструментот преку Евроатланскиот центар за координиран одговор на катастрофи е дополнителна шанса да учиме од оние кои што подолго време развиваат вакви капацитети. Денеска сме тука да дадеме одговор токму на овие прашања. Како лидери кои што треба да го покажат патот на соработка и заедништво. Како лидери кои ќе повлечат чекор и да го повлечеме чекорот кој што навистина ќе вроди резултат. Како што велат, најтешкиот пат започнува токму со првиот чекор. Да го направиме тука и сега и да покажеме дека токму во секторот на одбраната во Југоисточна Европа сме ги научиле историските лекции и дека сме го поминале тестот на сите идни предизвици. Се надевам дека ќе уживате во вашето време поминато во Скопје и во Северна Македонија и дека ова ќе биде навистина и нов старт и нов поттик за развој на нашата заедничка иницијатива. Ви благодарам.